raduvaj se, čedo Božje, raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Mir vam, slava ti Gospod Isuse Hriste. Tatko moj, Oče, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, taka i na zemljata. Taka i vo moje to srce, taka i vo Tvoje to srce, zašto carstvo to Božje je vo nas vnatre. Lepot naš nasušen daj nego i denes. I prostini ji dolgovite naši. Prostini i dolgovite naši, kako što i nije, im gi prostuvame. Suštinska ta работа во простувањето. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. Бог никога не искушува, туку го искушува човечката природа сама. Знаете, зашто Твое е царството, Негово е и силата и славата. Зборуваме послание на апостол Павле до Ефесијаните. Павле по волјата Божја. Павле кој дојде во Македонија по сонот на македонците. Павле по волјата Божја. Волјата Божја е суштински. Твоја е царството. Нека биде волјата Твоја. Тоа е суштинска работа, да исполнуваш Неговата волја, не Твојата. Тоа е христијанин. Другото е меѓусостојба во која сатаната ве мами, вашата падната природа. Павле по волјата Божја, апостол на Исус Христос. Значи тој беше избран, најден на патот, беше спротиставен на Бог, ослепе, прогледа, духовно падна од својот ум од конјот до светиите. Ананија положи раце на него, до светиите што се во Ефес. И до верните во Исус Христос. Значи верата твоја те спаси. На Господ не е можно на Исус да му се угоди без вера. И верен, доверен си му нему, довереник си, имаш доверба во него, си се препуштил и си му верен. Значи, доаѓа ситуација и било што да се случи, кога го имаш постојано Исус во мислите, ти знаеш како Исус постапува и дека законот е љуби го својот ближен. Како себе си, кој е твојот ближен? Сите. Доверните во Исус Христос благодат и мир. На тие, верните, од Бога нашиот Отец, мир вам, и Господ Исус Христос, Отец и Господ. И сега ви велите кој е Отец, кој е Господ? Исус во Духот, отелотворен на земјата, видлив за нас и за апостолите. Блажени се оние што не ви да поверува, во Духот исполнет со полнота, во духовна природа. Значи ти си на земјата во тело, а си во духовното исполнетост. Тоа значи Неговата волја, Неговото царство, Неговата сила, Неговите мисли. Он ги врши делата. Се разбира, првин треба да се покаеш. За да бидеш исцелен, те сакам, Господи Исусе Христе, нека биде благословен Бог и Отецот. Ние зборуваме сега за татко, не за некој далечен Бог, на нашиот Господ Исус Христос, чија што милост е вечна, бидејќи тој е вечен и љубовта Негова е вечна. Ако е тој љубов, самата Негова природа, тогаш љубовта е вечна. Љубовта никогаш не престанува. Кој не благослови со секаков духовен благослов,
od nebesata. Ako si njegov sin, ti si blagosloven. No to je proces kako od padnata priroda, od sin čovečki da staneš sin Božji. To je celata suština na hristijanstvo. I to ne je proces koji se slučuva vo sekunda. To je dolgotrajan proces na umiranje na stari od čovjek, na otkažuvanje od starite naviki, na prepuštanje na vlasta vo tvoj život, vo Isus Hristos i tvoja ta sobstvenost, taka što ne izbra preku Nego. Otec od nas ne izbra. To je znaje koji luge se Negovi ušte pred svetot da bide sozdaden. Znači to i sve znaje. Imavme сега пример, минатата средба со групата со трудници. Една наша сестра Цаци, по 28 години, скоро 30 години, песна која добила во видение, тогаш не утврдена во верата, и која оди твој, моите, нашите очи се отворени, Христе, за да те гледат тебе. Се уште не ми утврдена песната, инако е направена. И после 30 години ја пее на една наша средба. Марија ја прифаќа, прави рефрен, потоа слегува од небесата, другиот дел од песната и стиховите. Знаете, после 30 години чекал да созре. Тоа е порака во духот за целата заедница. Како слегуваат тие песни. И тоа што се пее во песната е тоа што се зборува и тоа што слегува. Значи, тој е многу милостив. Тој не избрал, значи, тој што претходно знае, пред светот да биде создаден. Тој знае и не чека долго време да бидеме свети и непорочни пред Него. Да се осветиме. А ние немаме трпение да почекаме некој година-две. Тој чекал 30 години. Интересно, те сакам Господи. И песната се материализира, се отелотворува на земјата. Јас знам дека се тоа песни од небесата. Ние го нарекувавме тоа еден период во духот кога дојде хорот на ангелите горе пее. И кога ќе се степенот на нашето заедништво ќе порасне, секогаш слегуваат песни. Слегуваат и проповеди, се разбира. Слегуваат поуки. Например, доаѓам, иземам еден лист хартија и запишувам. И потоа тоа што се пее во песните, тоа што се зборува, е во еден дух и ние сме во еден дух напоени. Да бидеме непорочни пред Него, во љубовта да бидеме. Во љубовта, тоа е битно. Предопределувајќи не за посинување, да не посини од синови човечки преку Исус Христос, зашто тоа е Неговата волја. Секој што ќе го види Исус и ќе поверува во Него, да живее живот вечен. Во Евангелие по Јован, да го видиш и да поверуваш. Зашто тоа му е волја за да биде фалена славата на Неговата благодат. По благодат сме спасени, но тоа подразбира да се промениш внатре во себе си, да умреш ти. Со која не дарува преку својот возлюбен син. Исус дојде, плати за нас, го плати цехот, ја плати сметката за гревот. Од паднатата природа од сатаната, спротиставени на Бог, сме паднати на земјата. Зашто царството, силата и славата се Негови. Ако ти мислиш дека се твои, тогаш се уште го имаш тоа. Ако ти мислиш дека имаш нешто твое, во кого имаме откуп, ете го платено за нас преку Неговата крв. Тоа е крвта на Отецот, зашто тој е во полнота живее во Исус. Простување на гревовите по богатството на Неговата благодат, тој ќе рече немам гревови. Кој вели дека нема гревови е лажец, зашто сме тогаш паднати на земјата, имаме татко на небесата. Сатаната е фрлен на земјата. Адам јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Знае што е добро и зло. И тоа е овој свет што се урива. Последни денови се. Сите веќе се ќаваат дека се е кинисано. Во Македонија посебно, па се разградува се што е свето. Македонец, Македонија, се имиња дадени од семокниот Бог. Таа благодат тој ни ја даде изобилно заедно, со сета мудрост и разум. Во духот се разбира, не ти што сакаш, не ти што мислиш. Он да зборува низ тебе. Зашто Исус не изговори ниту еден збор од своје име, откако ни откри тајната на својата волја. Според своето благоволение што го беше положил во себе отпорано. Тоа е сите да бидат спасени. Добриот пастир оди за загубената овца, додека не ја најде. Те сакам, Господи Исусе Христе. По уредувањето и исполнувањето на времињата човек треба да го познае времето. Зошто си овде на земјата, ќе ти помине времето, ќе остариш и ќе овкаш зошто вака, зошто така. Луѓето не сакаат да стареат. Во Исус Христос не се старее. Христовиот слуга е вечно млад.
тој тие во староста се плодни и помазани. Старецот умира како момче. Овде си смртен. Животот е во љубовта Исусова, вечниот живот. Во уредување и исполнување да соедини се. Се да соедини. Се да соедини на земјата, се небесно и земја. Под една глава во Исус Христос. Главата е на Исус, мислите се на Исус, волјата е на Исус. Ти се препушташ во љубовта. Ти си дел од таа љубов и тогаш действуваш заедно со Исус. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во едно тело, преку Него ние бевме избрани за наследници. Ти си наследник тогаш. Како што имаш родители земји, од нив наследуваш имот, го наследуваш Царството Божио. И тоа е тој момент, се мое е Твое. Се ова што е создадено е тогаш Твое. Те сакам, Господи Исусе Христе. Однапред определени според одлуката на оној кој врши се. И сега тие мислат дека некои се определени, некои не се. Знаете, точно има садови за свечена, но сите се повикани. Малкумина се избрани, за да бидеш избран е потребно да исполниш неколку елементи. Да се покаеш од срце. Да сватиш дека самиот не можеш да направиш ништо. Да се покаеш за гревовите на твоите предци. Да го повикаш Исус да дојде да живее во твоето срце и да ја прифатиш Неговата волја. Веднаш да простиш на сите. Да простуваш, да не осудуваш, се разбира, еден е судијата. Потоа да ја прифатиш Неговата волја и да го бараш Царството Божио, да му служиш на Исуса Христа, да сведочиш за Неговото Евангелие. Те сакам, Господи Исусе Христе, за да послужиме како пофалба за славата Негова. Славата е Негова или ја бара својата слава која од порано се надевавме на Христос, Месијата, Спасителот, во Него и вие, откако го слушнавте Словото на вистината, треба да имаш уши да го слушнеш и да му бидеш послушен. Евангелие за нашето спасение, откако поверувавме во Него. Тоа е добро прашање. Како значи? Што значи да поверуваш? Тоа значи да препуштиш, да ја дадеш собственост, а он да биде главата. Ти си дел од Неговото тело и да служиш со љубов. Да простуваш, да не осудуваш, да действуваш во љубовта. Откако поверувавме во Него, станавме запечатени и тогаш го добиваш Светиот Дух и Духот те води. Значи, како што овие предавања, проповеди, сведоштва не се од мене. Во дух слегуваат. И јас не знам ништо, некои денови сум празен потполно, и тогаш знам дека нема ништо, потоа ќе се помолам и веднаш доаѓа поуката. Како што песната после 30 години се материализира. Нашите усни се отворени, Боже, за да те слават Тебе. Тоа е залог за нашето наследство. Наследство Царство Божјо за откупување од гревовната природа. Плата за гревот е смрт. Затоа Исус умре на крстот. И потоа наставили, вие не можете повеќе да умрете за откупување и посвојување во Негова слава. Ете затоа јас кога слушнав за вашата вера во Христос и за љубовта кон сите свети, љуби го својот ближен како себе си, постојано му благодарам на Бога. И тоа е добар момент. За било што да доаѓа, да му благодариш, и лошо и добро. Ти што мислиш дека е лошо за тебе, може би е добро по извесен период. Постојано му благодарам на Бога, спомнувајќи во молитвите своји. Те сакам, ти благодарам, Господи Исусе Христе, за се. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата. Оддавање слава на години, денишни наградби, идолопоклонство. Така се поклонуваш на ликот на зверот и се чудиш зошто демонско влијание на ковидот напаѓа одредени луѓе, затоа што тие се идолопоклоници на зверот и го носат збелегот на, го носат знакот на сатаната во себе си. Сите оние што нема да му се поклонат над зверот, нема да бидат мачени и што го имаат знакот на Исус на челото и да ги просветли да Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух и црквите без дух се мртви, дух на мудрост и откровение, за да го познаете. Значи, откровение се тие поуки што слегуваат за целата заедница и да ги просветли очите на срцата ваши. Со срцето да разберат, од срце да се препуштиш. Те сакам, Господ Исусе Христе, да увидиме во што се состои надежта, во што се состои.
на повиканите од Него. Па ние се враќаме во Божјото царство. Таму е вечна љубовта. Ја знаете кога сте заљубени за кратко време, кога нешто сакате. Тоа чувство на блаженост, на совршенство, ништо не ви не достига. Па тоа е постојано горе на небесата. Колко е богатството на славата и колко е неизмерна величината на Неговата сила. Силата е од Него. Ти знаеш по известен период ќе остариш и мислиш дека ти имаш нешто, дека срцето ти чука, дека ти дишиш, ќе почнеш да брефташ и ќе сватиш дека силата не е од тебе. Дека таа ти е дар. Имаш свое време, треба да го познаеш своето време. Се што е на земјата е подложно за спасение. Неговата крепка сила, таа сила тој ја покажа во Христос Исус, кога го воскресна од мртвите, го постави од својата десна страна на небесата. Ние зборуваме за смрт и луѓето плачат кога ќе умре некој. Тој завршил на земјата, продолжува во духовното царство. Значи, десната страна на небесата го постави повисоко од секое началство, за Исус зборува. Власт, сила и господство. Господство и од секое име повисоко, со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. Исус Христос. Исус Христос. Та луѓето кога Исус им е спореден, слават некои други работи, градби, обреди, адети, реформатори, а забораваат на Исус. Кога тој ќе дојде, Духот мене ќе ме прослави и се му покори под неговите нозе, го постави глава над сите во црквата Исус. Црквата е на Исус, а тие се поделиле на деноминации. Црквата е неговото тело, полнота на оној кој исполнува се. Исус е исполнет до крај, ти треба да бидеш исполнет со Духот и тогаш ќе видиш дека телесните состојби нема да те допираат. Некои болки, некои состојби, тоа се надминува. Тоа се аларми за да ти покаже дека си во гревот. Што и да се случува, еве ова слегува поука за денес. Не си сам. Повикај кон Него. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Избери ја собствената слабост дека не можеш сам, признај. Прими сила од Него. Кога сум слаб, тога сум силен, апостолот Павле. Славата, силата и царството се Негови, ти немаш ништо. На Исус се, со Исус имаш се, избираш љубов. Со Исуса наместо болест, наместо збраза, живот наместо смрт, здравие наместо болест, благослов наместо проклетство. Слаб си сам, тоа ќе го дознаеш на крајот. Биди свесен за тоа. Сила примаш од Исуса. Тој ни даде живот, здифи се. Да го надвладееш, надраснеш и победиш светот. Телесната природа, да се надвладееш себе си, својата телесна грешност и несовршеност, да се накалемиш, соединиш во Исусовата сила, да се надвладееш. Тоа што не ти дава да љубиш, да мразиш, што те тера да мразиш, што те тера да бидеш над другите, завидливоста. Доволно е за почеток да повторуваш. Исусе, сине Давидов, помогни ми. Исусе, помогни ми, додека не оживее повикот во твоето срце. Од срце кон Исус да го примиш во срцето. Да го примиш Исус во срцето, тоа е христијанство. Потоа биди едно, потоа ќе имаш ти големо срце, чисто срце. Потоа биди едно во еден дух со Него. Во еден дух со Него. Тоа значи да го прашуваш што да направам, како да постапам, да не постапуваш од себе си, да бидете заедно. Тој ќе биде секогаш со тебе, да ти помогне да чекориш по тесната патека што води кон животот. По тесната патека на љубовта, да ги љубиш сите. Сите и се. Биди едно со Исус. Исполни се со дух. Ќе имаш сила, вера, здравие, радост во изобилие и ќе се прелева. Ќе бидеш Христов Исусов не само на лице, туку и на срце.
тогаш ќе пораснеш во неговата вера, во Исусовата вера и ќе избираш живот и смрт во словата на Отецот Небесен за себе и за сите други. Те сакам, Господ Исусе Христе, научи да го оставиш стариот човек под крстот и Исус да живее во тебе. Да се облечеш во Исус, да ја облечеш свадбената облека Исусе Владоженецот, ти си невестата, да живеете во едно тело, во духовно тело, во дух и вистина, да живеете во љубовта која никогаш не престанува, зашто нашиот Татко Небесен е љубов. И ако тој е љубов и вечна е љубовта, влези во љубовта, влези во вечноста, во духовното царство на Таткото наш, кој е милостив, возљубљив, вечен. Така, никогаш не си сам, едно тело си со него и Царството Божјо ќе биде во тебе. И ти ќе бидеш дел со наследник, пријател Божи, син Божи. Те сакам, Господ Исусе Христе, почетната позиција, слуга Божи. Ќе работиш за Царството Божјо. Во името на Господ Исус Христос, Господ Исусе Христе, допрете се каде што ве боли. Те молам да ми помине болката. Се покајувам за секој грев. Покажи ми што треба да покајам. Им простувам на сите за и мене да ми биде простено од срце. Никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја во мојот живот. Го барам Царството Божјо. Ти предавам се што имам исцелување во дух, душа и тело. Мојот татко е семокниот Бог. Исус е мојот доктор и спасител. Јас сум здрав и исцелен во Исуса. Крвта Исусова е врз мене. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Амин, до Божјо Царство Небесно. Те сакам, Господе Исусе Христе, за секогаш. Исус. Амин. Sve došlo i nema strah ni tu sa smrta.